Во денешниот дневник на ТВ ќе гледате: закрепнувањето од колективна тага е долг процес. Од над 3100 контроли во делот на градежништвото и урбанистичкото планирање одземени лиценците на 479 правни субјекти. Продолжуваат истражувањата на Самуиловите тврдини, археолозите имаат индиции за нови откритија. Минималецот ќе се покачи за законските 2200 денари. Лукашенко по 7ми пат избран за претседател на Белорусија. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид во првата половина од денот имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд кои ќе продолжат и во текот на ноќта. Максималната дневна температура изнесуваше 16 степени Целзиусови. Во среда над британските острови ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно и топло време со локална облачност. Локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во делови од источна и југоисточна Европа, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и свежо со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 20 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо со дневни температури кои ќе бидат во опаѓање. Локално се очекува да наврнат и до 15 литри дожд. Ќе дува умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 9, односно до 18 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Локално се очекува да наврнат и до 10 литри. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во петок ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и дневна температура до 15 степени. И во сабота облачно време со врнежи од дожд, минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Земјава се уште е во колективна тага по катастрофалната несреќа што се случи во Кочани. Процесот на тагување и прифаќање на загубата е долг. Потребно е особено внимание да се посвети на младите, да им се даде простор да се изразуваат, советуваат психолозите. Поминаа деновите на жалост, но земјава се уште е во колективна тага. Засегнати се сите, закрепнувањето од големата трагедија која однесе 59 млади животи и стотици повредени, ќе трае долго, велат психолозите. Според нив процесот на тагување и прифаќање на загубата е долг. Потребно е сплотеност, емпатија, сочувство и разбирање. Можам да спомнам дека фазите во тагување, во психологијата, менталното здравје, 5 фази се на тагување. Значи, како што ги гледаме сите тие, првата фаза најчесто не е негирање на ситуацијата. И младите пред се и така и настапи и сите. Негираш ситуацијата во која што ја слушнене. Потоа е бесот и лутината. Ето гледаме и по социјалните мрежи каде што се јавува гнев, бес кон системот, кон сите околу. Значи, не гледајќи се да кој е прав, кој е крив, значи нападот е. Потоа е едно компромис, трета фаза е како компромис, значи барање солуција на барање на некои други решења. Ако би било, зошто би не било вака, зошто не било така. Е фазата на депресија најчесто кај што мислам дека најмногу ќе ги погоди и младите и сите околу нас, таа фаза многу и подолго да го трае. И на крај фазата на прифаќање. Овие фази, значи и сето тоа тагувањето би траело подолго време и секој за секој поединец и за секого е различно. Трагедијата особено се одрази врз помладата популација, кои покрај трагата, траумата, вознемиреност и гнев чувствуваат несигурност и небезбедност. Потребно е особено внимание да се посвети на младите, да им се даде простор да се изразат. Се плашат некои дека навечер ако станат ке слушнат некој немил настан за утрешниот ден. Тука почнува тоа бегањето од секојдневните, да речам, радости што сте. Тие сега сите ги канализираат во некои други моменти кои што стварно ќе треба поддршка. Јас кажувам дека да, Кочани е најмногу засегнато, но и околу сите. Секој имаме по некој дел, по некој дете, по некој нешто што го чувствуваме блиско до нас. Треба да му доближиме да се слободни да разговара, да ги искажат чувствата, зашто сите работи ето што се случуваат мора да ги прифата дека се дел од живеењето. Најдобро е например во спонтани моменти, како се чувствуваш, значи да се остави простор едноставно да се изразат, да не притискаме за разговори. Можда е тоа добро кроз прошетка, пред спиење, можда е добро кога ќе легнат да ја почувствуваат ситуацијата блискоста, да ги гушниме. Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се смета за најголемата трагедија во земјава по незиното осамостојување. Настрадаа 59 млади лица, стотици се хоспитализирани, а дел си уште се во животна опасност.
Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски истакна дека од досегашните контроли на над 3100 лиценци во делот на градежно работење и урбанистичко планирање, кај 479 лиценци констатирано е неправилно работење и поради тоа на сите овие правни лица ќе им бидат одземени лиценците. Оваа листа после тоа ќе биде доставена и до соодветните институции за натамошно постапување. Исто така би сакал да најавам дека ќе пристапиме кон законски измени со кои што овие контроли ќе станат обврзни на секои 6 месеци, а не како досега на доброволна основа, и за следните веќе после законските измени контроли жалбата нема да го одлага извршувањето, односно суспензијата на лиценците ќе оди веднаш. Не е целта да казнуваме, целта е компаниите кои што самите доброволно се согласиле на условите кои што ги предвидува законот континуирано да ги исполнуваат истите, затоа што феноменот е дека во моментот на поднесување на барање ги исполнуваат условите, а потоа престануваат да ги исполнуваат. За да не имаме забуна, овие контроли се прават во однос на лиценците кои што се издадени пред се во делот на потребен број на вработени, во дел на квалитет на изведување и во дел на навремено извршување постојат соодветни надзори кои што и контролираат градбите. Годинава продолжуваат археолошките истражувања на Самоиловата тврдина. По откривањето на средновековната некропола и антички гробници минатата година, археолозите имаат индиции дека на просторот по слоевите земја се кријат нови откритија. На археолозите од Охридскиот завод и музеј оваа година во истражувањата ќе им се приклучат експерти за средновековна археологија од Обединетото кралство и Германија. Годинава продолжуваат истражувањата на Самоиловата тврдина кои со мали прекини се одвиваат од 2020-та. По откривањето на средновековната некропола во 2023 година и на антички гробници од 4 и 5 век уникатни по својата конструкција, археолозите годинава ќе се фокусираат на овој простор и очекуваат нови археолошки откритија. Со истражувањето оваа година, кои што се во континуитет на истражувањето од минатите години, очекуваме нови откритија. Паралелно со откривањето на средновековната некропола, имаме откривање на доцоантички гробници кои продолжуваат во правец на исток, како и очекуваме нови откритија во правец кон запад, во контекст на откривањето на остатоци од мозаик, значи опус Тесалатум, кој што бе откриени во 2023. Паралелно со ова, откриени беа неколку ѕидови кои што има апсидална форма, што и делови од фреско живопис, самото тоа дава за мислење дека овие објекти продолжуваат некаде на овој простор што треба допрва да го истражиме. Истражувањата оваа година кои ќе се одвиваат во периодот од јули до септември добиваат меѓународен карактер. Во Охрид доаѓаат истакнати експерти од Обединетото кралство, од Универзитетот Оксфорд и Универзитетите за археологија во Бирмингем и Саутхемптон, како и од Универзитетот Гете во Франкфурт, Германија. Со професорите доаѓаат и студенти од кои дел за прв пат ќе имаат допир со археолошки остатоци од античка и средновековна цивилизација. Има повеќе придобивки, тоа е размена на мислење, на искуства. Интересно е тоа што доаѓаат студенти кои што ќе можат да учат, да се доедуцираат овде. Некои нив, гледајќи го тоа во истражувањата минатата година, прв пат доаѓаат во допир со истражување на средновековна некропола или доцоантичка некропола, што е многу возбудливо за нив. А и исто така мислам дека поставуваме еден фундамент за понатамошна соработка и од финансиски аспект. Во рамки на годинешната програма на Завод и музеј Охрид, финансиран од Министерството за култура, продолжува истражувањето на локацијата Манчевци, како и локалитетот Рајца Манастири во Љубаништа, кој од интерес подолг период од 2013 година, кога беа откриени ранохристијанска базилика со средновековна црква, како и втор објект во непосредна близина, која најверојатно вила рустика со пропратни елементи. Од април ќе се исплаќа законски предвидениот минималец или околу 2200 денари повеќе од сегашната минимална плата, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Според него, доколку следните месеци дојде до договор меѓу работниците и работодавачите за повисок износ, ќе се направат законски измени и дополнително нивелирање.
Денеска имаме владина седница, јас разговарав со министерот за економија и труд. Денеска ќе поминеме информација согласно законот. Мислам дека минималната плата ќе се зголеми на ниво 24.400, така е според законот. И сега немаме ние репрезентативен синдикат во економско-социјалниот совет, се формираше комисија која што ќе утврди репрезентативноста. Се надевам дека наскоро тој што ќе биде или тие што ќе бидат репрезентативни представници на работниците, заедно со работодавачите, ќе постигнат консензус. Ние рековме, тој консензус што тие ќе го постигнат, ние ќе го почитуваме како. Значи од април ќе се исплаќа моној минималец што е законски. Дали доколку тоа ќе биде поголемо за 2200 денари, прилика од сегашниот минимум, од сегашната минимална плата. А доколку се договорат пример во април, мај, дали може да се Нема проблем, ние ќе го промениме законот и ќе влеземе во дополнително нивелирање. Се одржа третото државно традиционално теквондо првенство во Македонија. Најдобар на првенството беше теквондо клубот Хваранг ИТФ Лескоец Охрид. Одржано третото државно традиционално теквондо првенство на Македонија во Охрид. Првенството се одржа на 15 март оваа година во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори, а беше организирано од теквондо клубот Мастер Охрид со поддршка на Македонската традиционална теквондо федерација. На надпреварот учествуваа 83 надпреварувачи кои се надпреваруваа во две дисциплини – форми и борби. Надпреварувачите доаѓаа од различни клубови – Мастер Охрид, Ахилиу Скопје, Хваранг ИТФ Лескоец, Сонкал Мислешево Струга и Чонџи Косел. Надпреварувачите не само што се бореа за медали, туку и за место во репрезентацијата со цел да учествуваат на Европското првенство во теквондо кој ќе се одржи од 28 април до 4 мај во Талин, Естонија. Најдобар клуб на првенството беше теквондо клубот Хваранг ИТФ Лескоец Охрид со освоени 18 златни, 15 сребрени и 18 бронзени медали и 6 пехари за најдобри поединци. На второто место се најде теквондо ИТФ клубот Сонкал од Мислешево Струга со освоени 9 златни, 4 сребрени и 4 бронзени медали и 2 пехари за најдобри поединци. На третото место е теквондо клубот Мастер од Охрид со 4 златни, 4 сребрени и 1 бронзен медал и 2 пехари за најдобри поединци. Четвртото место за теквондо клубот ИТФ Чонџи Косел Охрид со освоени 3 златни и 1 сребрен, 9 бронзени медали. На петтото место теквондо клубот Ахилиу Скопје со освоени 1 златен, 4 сребрени и 2 бронзени медали. Ова беше важен настан не само поради високото ниво на надпреварувачите, туку и поради континуираниот раст на интересот за оваа дисциплина во Македонија, вели председателот на Македонската традиционална теквондо федерација Маријанчо Лазаревски. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.